Добро вечер. Силен граѓански отпор предизвика одлуката на претседателот на државава да помилува политичари и нивни соработници во екот на политичката криза. Наместо да се провери нивната евентуална вина и одговорност пред судовите, тој го промовираше принципот на неказнивост. Тоа го разбуди поривот кај граѓаните за протести за правда во повеќе македонски градови, предизвика критики од меѓународната заедница и од инволвираните во помилувањето. Како сега ќе се враќаат работите на некој нормален колосек за да се врати правдата кај граѓаните. Вечерва во Отворено зборуваме со народниот правобранител во Република Македонија, господинот Иџет Мемети. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Госпоѓа Милка Ристова, поранешен судија во Врховниот суд на Република Македонија. Добро вечер и до вас и добро дојдовте. Добро вечер. Госпоѓа Татјана Стојановска Иванова, доктор по социолошки науки, професор на Филозофскиот факултет. Социолошката димензија ќе ја покриеме со вашето присуство и излагање. Добро вечер од мене. Добро вечер. И професор Беса Арифи, доцент во областа на казненото право на Правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Добро вечер и до вас и добро дојдовте во емисијата. Во овој политички актуелен момент, како и секогаш во Отворено, секогаш предност имаат прашањата на граѓаните, бидејќи секогаш поентата на оваа емисија е да ги анализираме работите од аспект на граѓанскиот интерес. Прв вечерва прашање поставува Гзим Јашари. Дали го има микрофонот? Јас сум Гзим Јашари, студент во Тетовскиот универзитет. Моје прашање е врз база која позитивна норма се помилувани овие 56 луѓе? На основа на која норма се помилувани овие 56 луѓе? Видете, дозволете две реченици, само и ќе одговорам на ова прашање. Институцијата Народен правобранител најнапред беше шокирана од одлуката на Уставниот суд на Република Македонија да го укине законот за изменување на законот за помилување. Со тоа сакам да кажам дека, и тогаш реагиравме, дека ова одлука на претседателот на државата беше очекувана, не беше случајна. Сите настани во општеството водеа кон во таа насока. Ние реагиравме по однос на чувствителноста на одлуката, поготово за ранливите групи, за децата и така натаму. Зборувате за одлуката на Уставниот суд, а ова одлука на претседателот на кој се начин ги прекршува човековите права кои што се вашата специјалност? Видите, секако дека од правен аспект многу може да се разговара и да се дебатира за да не зборувам за оправданоста на одлуката, која според мене излегува од секаков здрав разум и служи само на политички цели, а не на тоа што е потребно на Република Македонија. Факт е дека одлуката е базирана на член на Устав, каде тој овозможува претседателот да даде помилување во согласно со закон. Но понатака факт е дека неговата одлука се базира и на одредба на Кривичниот законник и на законот за помилување. Според мене не е многу дискутабилна правната основа на одлуката, колку е дискутабилно самата одлука како таква, како чин на упростување и од гонење и од осуда. Тоа е најголемиот проблем во Република Македонија, затоа што мислам дека со таквиот чин претседателот од позиција на народен правобранител многу одговорно ќе го кажам. Сакајќи да постигне одредени политички цели, има елементи на злоупотреба на неговата функција како претседател на Република Македонија. Созреани се основите за да се отпочне одредена постапка за негова одговорност за прекршување на Устав и закон. Затоа што духот на носење на такви одлуки не е тоа што тој сака да постигне одредена цел. Инаку, по однос на формалниот дел, каде се базира и така натаму, јас се разликувам од повеќе правници и сметам дека има основ тој да донесе такви одлуки. Прашањето е сега дали како може да ја отповикува истата. И тоа, според мене, нема никакви правни дилеми и никаква правна празнина дека не може да ја отповика, односно како ја донел,
исто така базирајќи се на тие одредби, почнувајќи од Устав, закон, кривичен законник, па ако сакате и членот 6 на Европската конвенција, каде што треба да дозволи, како што Лидија рече на почеток, низ правна процедура да се расчистат работите, затоа што во конкретниот случај тој повредува одредени права на лицата кои ги опфати со одлуката. Ние ги гледаме нивните реакции. Така, правото на судење на кое што може да се повика секој беги, тоа е основно човеково право во Европската конвенција. Госпоѓа Милка, правобранителот вели дека нема законски пречки, дека произлегува од Уставот. Оние кои што го велат спротивното велат дека членот 11 по Законот за помилување повеќе не постои и нема на што да се повика председател за да го направи овој, како што тој вели, општ акт на помилување. Прашањето на граѓанинот, на студентот беше врз основа на која законска норма се базира одлуката на председател? Па према тоа што е содржина на самата норма, тој се повикува на членот 11 од Законот за помилување, инаку основното право на председателот да дава помилување е содржано во Уставот на Република Македонија. Меѓутоа, јас се придружувам на правобранителот во делот дека не е проблемот во правниот основ за донесување на таква одлука. Проблемот е што ние во нашата правна историја не памтиме таков обем на помилување, односно неможност да се поведе кривична постапка на толкав голем број на луѓе, а особено најголемите реакции се во тоа што тие личности според својот опфат се претежно представници на нашата највисока власт и нивни соработници. Што се однесува до одговорноста на председателот, студентот праша дали има одговорност председателот. Сакам да нагласам дека во нашиот правен систем единствено председателот на државата не одговара пред судските органи. Значи, одлуките на председателот се конечни, тие треба да се почитуваат, инаку што се однесува до другиот вид на одговорност, единствено неговата одговорност произлегува од Уставот. Има една одредба според која председателот, нели, доколку него почитува Уставот и неговата одлука, ако не е темелена на Устав и закон, може да се покрене постапка за за престанок на неговата функција. Но оваа одлука е донесена во услови кога е распуштено собранието и кога... Да, председателот си има изворни ингеренции. И ова е една од неговите... Не, велам распуштено собранието за ова што велите повикување на одговорност доколку се... Па добро, собранието е во постојано заседание, не распуштено е, меѓутоа јас сакам само правната димензија да ја кажам. Навистина, во нашиот правен систем само председателот на државата и неговите одлуки не се предмет на преиспитување од страна на судските органи. Така. Беса, денеска тројцата од специјалното обвинителство кои што беа наведени во списокот на помилување од страна на председателот Иванов му пишуваат дека одлуката е донесена на темел на непостоечки членови од Законот за помилување. Вела дека услов да се ослободи лице од кривично гонење е против истото лице да се води кривична постапка, а против обвинителите не е покрената кривична постапка и најавуваат дека ќе барат одштета за нарушен углед. Како ви одговарате на прашањето на студентот? Така, прашањето е многу важно и не може да го избегнеме тој момент на правен аспект кој што едноставно недостасува во оваа одлука на председателот, бидејќи со тој правен аспект после се поврзуваат и последиците на таквата одлука, како и понатамошните чекори кои што треба да се превземаат во врска со оваа одлука. Јас би сакала да појаснам уште еднаш дека сите 41 одлука донесени од председателот во врска со помилувањето на лица се базирани, значи, во три основи. Првата основ е членот 84 алинеја 9, значи, од Уставот, каде што тој се повикува на правото да помилува, но тоа е општ член на Уставот, каде што се вели вака: председателот има право да помилува согласно со закон.
Значи само правото на помилување како концепт се вади од тој член. Но исто така значи треба да се разјасни дека тука станува збор не за било какво помилување, туку за помилување без претходна постапка. Значи, тоа е еден посебен вид на помилување, без разлика на тоа дали се работи за лица кои што се веќе осудени или пак за лица кои што се во постапка, значи се работи за помилување без претходна постапка. Таквото помилување го регулираше членот 11 во Законот за помилување од 93 година. Во тој закон, значи во тој член, најпрви би сакала членот да го кажам што вика, се вика дека председателот на Републиката по исклучок може да дава помилување и без спроведување на претходна постапка. 41 одлука, 57 лица помилувани, не се никаков исклучок. Најпрвен тој е во спротивност со самиот член во кој што тој се повикува. А освен тоа постои значи сериозен проблем со тој член бидејќи со членот 10 на Законот за измена и дополнување на Законот за помилување, кој што беше донесен до 2009 година, во тој член 10 пишува дека членот 11 на претходниот закон од 93-та, што сега го имаме во сила, се брише. Сега, кога се брише една правна норма, Уставниот суд може да го укине таквиот закон за измена и дополнување на еден закон, но не може да ја врати претходната норма. И тоа самиот суд го има кажано во повеќе претходни решенија, една од кои од 2012 година, во кој се вика вака: имајќи предвид дека согласно членот 110 од Уставот, Уставниот суд не е надлежен да врши законодавна функција и да нормира прописи со враќање во сила на оние одредби кои повеќе не се во правниот поредок. Знаете, тука е проблемот. И ова е многу важно да се кажува, бидејќи навистина тоа е злоупотреба на правото на председателот, каде што тој оди спротивно од самиот член во кој што се повикува, а освен тоа и самиот член веќе не важи, веќе не е во правниот поредок и би требало самиот значи Собранието на Република Македонија да донесе друг закон кој што би го имал тој член. Без таков член, значи сите тие помилувања апсолутно губат во својата правна сила и треба да се третираат како ништовни. Не да се мислам тие треба да се повлечат, но да се повлечат како ништовни, а не како отповикување на одлуката за помилување. Ке се вратиме на ова правно толкување тогаш кога ќе го слушнеме прашањето за тоа како да се повлечат одлуките. Професоре, ќе околу последиците на овој потек на председателот, доста од неговите аргументи кои што тој ги изнесе во објаснувањето на својот потек, излезе дека предизвикаа контраефект во јавноста. Еден од тие аргументи беше помирувањето, да се смират работите. Кој е социолошкиот ефект од овој негов потек, дали влегува во графата на обштествени трауми? Па дефинитивно јас ќе почнам со една максима на Джеферсон, кој што вели кога неправдата ќе стане закон, тогаш отпорот станува должност. И од тој аспект можеби повеќето мене ми замерија, затоа што напишав една колумна која што го носеше насловот на основната порака на оние сите, да речам, социјални движења кои што се јавија како резултат на одлуката на председателот Иванов: нема правда, нема мир. Поентата е токму не само со општествена траума. Ова што можеби прегрубо ќе звучи, не би сакам да бидам погрешно сватена, меѓутоа ќе го кажам отворено дека во моментот нас ни се случува една класична аномија во Диркемовска смисла, кога имате дерегулација на општествените норми, кога имате од оној кој што треба да биде прв меѓу еднаквите, на некој индиректен начин да предизвика не само нетолеранција кон другиот, во оваа смисла кон политички другиот, на некој начин и се чепна во поривот на она што е најспецифично, најсуптилно. Тоа е во аспектот на слободата на индивидуите. И сега знаете како, кога вие ќе бидете причинител, кога вие ќе запалите искрата, тогаш огнот многу лесно плавнува. И на тоа кога се надоврзат потоа сите оние, нели, социјални димензии кои што нас ни се случуваат во овој период, тогаш навистина треба да не само да се преиспита таа негова одлука, меѓутоа јас тука би повикала и на совеста како оној наш
внатрешен судија кој што не опоменува кога ќе направиме не само прекршување на правна норма, пред се јас тога и подоцна ќе проговорам за моралниот аспект, за вредносниот аспект, за вредностите кои што ги скрши, а да не говорам за какви модели на идентификација и имитација ќе им дадеме ние ако се помилуваат лица кои што и текако се огрешиле не само од аспект на правото, јас како социолог и од аспект на она морална обврска и навлегување во она што е велам мощно субтилно, а тоа се моралните вредности. Ако тие се скршат, тогаш верувајте текако може да говориме за аномичност, она што денес нас не се случува. Блед Камбери, микрофон. Здраво, јас сум Блед Камбери од Тетово, студент. Имам едно прашање. Дали постои во нашиот правен систем позитивна норма со која веќе донесената одлука на претседателот може да се повлече? Дали постои правна норма со која донесената одлука на претседателот може да се повлече? Значи се надоврзуваме на тоа што го објаснуваше професорката Арифи. Дали, например, требаше истиот или следниот ден да реагира Уставниот суд? Од она што јас го знам за содржината на нашиот устав, одлуките на претседателот на државата и пред малку кажат не се предмет на преиспитување во ниту една постапка, нити пред редовните судови, нити пред Уставниот суд. Единствено е конституирана негова уставна одговорност за губење на функцијата поради тоа што во донесена одлука не го почитувал законот и уставот на Република Македонија. Ваквата одлука можеби ќе ви стои, да кажам, неприфатлива, но тоа е решение. Претседателот на државата е највисоката функција. Тоа е суверен на државата и бидејќи е тоа така, правна предпоставка е во сите правни системи дека за претседател се бира личност, нели, личноста на претседателот е таква што внимава на сите аспекти на своите одлуки, не само на правниот аспект и на социолошкиот аспект, покрај тоа што тој лично треба да поседува знаења и човечки доблести, интегритет и да внимава каква одлука донесува, особено ќе внимава како таа негова одлука и тогаш кога е совршено во согласност со уставот и законите ќе предизвика реакција кај граѓаните. Добро, кога сега имаме и реакција од луѓето кои што се помилувани, кои тие бараат тие одлуки да се повлечат, кој е начинот тоа да се... Да. Мислам дека одлука која што е донесена за помилување не може да биде отповикана. Луѓето кои што бараат сега да биде отповикана, не постои правен институт да одлука кое што, мислам, кривично правен настан и лице кое што добило помилување во со закон утврдена постапка да се откаже од. Ние обично кога во претходното испитување на некој акт, нели, поднесок пред судот, внимаваме дали лицето и действието за кое што е обвинет е опфатено со акт на амнестија или помилување. Тоа сигурно професорката стално им го предава на студентите, се внимава за тоа по службена должност. Мислам, независно од тоа што лицата се отповикали, не постои постапка не се согласуваат сите со тоа. Еве, например, академик Камбовски се повикува на членот 6 од Европската конвенција за човекови права и слободи. Вели претседателот може да се повика на оваа конвенција бидејќи овој член 6 е посилен од аболицијата на претседателот и потоа образложува на кој начин тоа би можело да се... Видите, да расчистиме неколку работи, да ни се појасни. Низ правна процедура во Република Македонија, кажа судиката, одлука на претседател не може да се побие, затоа што нема правни средства. Така системот секаде на свет е конципиран, па и кај нас. Меѓутоа, помилувања даваат луѓе кои имаат и кредибилитет, и разум, и знаат што прават. 100 пати ќе мери, еднаш ќе пресече, ќе огледа формалниот аспект, но од друга страна ќе размислува што се случува со државата. Но тоа да го ставиме на страна. Одлуките носени низ процедури ќе
ќе ги земеме управните, ќе ги земеме судските. Има правни процедури како да се побиват. Со жалба, со редовни средства, со вонредни и така натаму. Меѓутоа, од причина што пропишана процедура за укинување на одлука на председател во правниот систем нема и не би било разумно да има. Тој што ја донел, ова е мое мислење и сум убеден дека е така. Не се согласувам дека председателот на државата треба да се повикува на член 6 од Конвенцијата за заштита на човековите слободи и права, која нормира како низ правна процедура на секој граѓанин му се остава можност да низ правна процедура ги остварува неговите права. Се мисли на фер судење или правично судење, како ја викаме. И сега се враќаме на неговата одлука. Значи не можете да му го одземете правото на правично судење на оној кој што сака да... Апсолутно така е, Лидија. Меѓутоа, таа одлука, јас се согласувам дека има многу елементи дека се работи за ништовна одлука. Не сум многу уверен дека проблемот е ставот на Уставниот суд дека еднаш избришана норма не може да влезе во правниот промет. Мада тоа е исто така разумен став, затоа што законодавец не е Уставниот суд, законодавец е парламентот. Но во оваа ситуација сум убеден длабоко дека нема да има никаква грешка, затоа што председателот ги повредува правата на лицата што се опфатени со ова. Имаше денеска многу коментари. Јас сум убеден дека председателот на државата може без никаква правна пречка, повикувајќи се на 84-ка од Устав, на 11-ка од законот кој има дилеми, постои, не постои. Меѓутоа, не рекол парламент дека не постои. Тоа е едно правен постулат или како да изразам дека парламентот носи закони, а не Уставниот суд. И тоа е сепак повеќе не норма, туку толкување на Уставен суд. Од таа причина да не се влегува во вакви правни лавиринти. Затоа што не знам колку во Македонија веќе може да зборуваме за право. Луѓето не ни веруваат. Не веруваат за ваквите дебати. И прашуваат, уште зборувате за закони, за процедури? Има ли такви? Тие доаѓаат кај мене на тоа. Во нивно име зборувам. Тој може, како ја донел да не одолжам, така и да ја поништи, како да не постои, да ја повлече, со тоа че нема да има правни действија, повикувајќи се и на членот на Уставот, кој што вика тој помилува во согласно со закон, и на член 11, и на член 140 и не знам кој во законот за кривичниот законник, но секако дека и на член 6 од Европската конвенција, каде што многу битно, многу темелито и опсежно се опишани правата на лицата, во конкретниот случај кај нас, како да го уживаат правото на фер судење или на правично судење. Затоа што ова последното е најчувствително, затоа што во овој сегмент председателот на Република Македонија со ова одлука повредува човекови права. Госпоѓа Ариф. Јас би сакала да кажам уште нешто во врска со повлекувањето и во врска со тоа што неколку пати сум изразила став дека таквата одлука председателот сигурно ќе се повикува на тоа дека самиот институт на помилување еднаш кога се дава не може да се отповика. Мислам, така се учи и во кривичното право, и во теоријата, и во праксата. Значи, не може да се отповика, па дури се вели вака. Например, бидејќи е институт кој што се дава само по исклучок. Може да се даде како награда за нечие добро поведение за време на извршување на казната затвор. И сега, ако тој излезе помилуван и пак стори казнено дело, не може да се отповикува, значи, таквата одлука. Но тука имаме една друга работа. Тука се работи за одговорноста на сите други институции кои што треба да ја спроведат таквата одлука за помилување. Знаете, сега не може да дозволиме да се случи ситуација кога председателот би донел една најпрви незаконска одлука, значи со
потполно спорен основ на донесувањето и освен тоа една одлука која што е во спротивно со интересите на граѓаните и таквата одлука да се прифати како неотповиклива од страна на другите институции. Таква работа не смее да се дозволи во нормална земја каде што се вели дека функционира демократскиот систем и владењето на правото за кое што зборуваме денес. Бидејќи Претходно не се велеше дека многу функционира, меѓутоа сега веќе довербата е изгубена. Работата ми е да кажам како тоа, мислам, да. треба да се третира од правен аспект. Бидејќи замислете ситуација друга кога на председател ќе му текне да даде наредба. Тој е и значи супремен командант на воените сили, нели? Па да даде некоја наредба да се воените сили да извршат некое меѓународно злосторство, дали таквата наредба ќе се третира како неотповиклива наредба, како наредба која што мора да се изврши, неопходно е да се изврши од правен аспект. Дали сум јасна? Значи, кога се работи за здрав разум и за тоа што треба да се прави, тука треба да стапи во примена најсуштинската одговорност и на другите институции. Впрочем, институцијата председател на држава не е единствена институција во една држава. Има многу други институции кои можеше и како да реагира? Така, најпрво мислам дека сепак Уставниот суд требаше да реагира, зборувам пак не во однос на тоа како стојат работите во пракса, туку како би требало да биде, де леге ференда што викаме ние. Освен тоа, значи јас би рекла дека институциите кои што треба да ја спроведат таквата одлука, значи затворите, полицијата, обвинителството, судовите и особено специјалното обвинителство би требало да покажат една, како да кажам, зрелост и значи отпор кон таквата одлука бидејќи е неразумна и незаконска. Тоа е мојот став, бидејќи на друг начин, на правен аспект не може да се излезе од оваа ситуација, затоа се сведува на одговорноста на институциите кои што таквата одлука треба да ја примат. Видите, јас се согласувам да се сите овие работи. Меѓутоа, зборуваме во Република Македонија, за Уставен суд на Република Македонија. Видите, прво, Уставниот суд секаде оценува уставност и законитост на општи акти кои важат ерга омнес. Уставниот суд никаде, само по исклучок, некаде, каде што врховните судови во англосаксонскиот дел имаат изричето надлежност, можат истото да го направат. Нашиот Уставен суд не може да цени уставност и законитост на поединечен акт. Овие се поединечни акти. По однос на се согласувам во делот на одбојноста на институциите за неспроведување на таквата одлука, која наместо да помогне на општеството, сите сме сведоци дека одмага, наместо да имаме порелаксирана атмосфера, да одиме кон избори кои, ќе ја завршат или ќе почне разрешувањето на кризата. Ние уште повеќе јазот го продлабочуваме. Таква да, таа одлука донела во нашето општество, како викат, во огин бензин е фрлено. Доливате масло на огнот. Така. Наместо да смирува, наместо да сосема спротивни се ефектите на истата, ако сакаме, на таа одлука, од тоа што тој се повикува дека сака да постигне одредена цел. Така да, меѓутоа затоа оние, само уште една, видите, нашите судови експресно ја спроведаа истата. И ќе можете да читате дека кон сите досија ги приклучили и така натаму. Така да, јас сум убеден дека председателот треба многу брзо да излезе на една пресконференција и да ги каже сите слабости. Па ако сакате и од овој формален аспект. Но председателот самиот кажа да, повредено е владењето на правото, меѓутоа во интерес на, не знам, на државата. Видите, постои можност секој граѓанин кој ќе биде засегнат со таа одлука,
затоа што барале да се отповика, да отвори судска постапка. Како можеш ти да ми загрозуваш моje право? Ти ми загрозуваш право. Затоа академикот Камбовски се повикува на член, затоа што тој со таа одлука загрозува права на луѓето кои не се осеќаат, не се чувствуваат виновни. Освен тоа, и тие да поведат таква постапка, сепак е многу важно што ќе се прави со тие кои што немаат проблем со таквата одлука за помилување, а истата е незаконска. Затоа е битно, значи, сите одлуки да се повлечат, не само од тој што бара да биде на фер судење. Јас кога дојдов, мислев дека ќе разговараме повеќе за аспектите на правната држава. Ако веќе сите инсистираме дека во Македонија треба да владее правото, мораме да се движиме во рамките на правото. Се согласувам дека оваа одлука за помилување на председателот Иванов предизвика политички импликации. Инаку правните одлуки, тогаш кога се донесени во рамките на неговите законски овластувања и надлежности, не постои правна одлука на било кој орган што од сите граѓани еднакво е восприемана. Во овој случај, значи има секогаш граѓани кои што таа одлука ќе ја прифатат и ќе ја поддржат, има граѓани кои што сега битно е во балансот на одекот на политичкиот одек на таа држава, во овој случај засегна широк круг на луѓе и го сензибилизира, така да речам, притаеното чувство за правда кај нашите граѓани. И она што јас го гледам деновиве, дека граѓаните неорганизирани, без никакви обележја, излегуваат и протестираат, што значи дека одлуката има политичка негативно влијание, поготово што се донесува во еден сензибилен период, во период кога сме пред избори, кога имаме институционална криза и така натаму. Но сепак јас сум била цел живот судија и не размислуваме ние судиите какви импликации, нели, секогаш ќе се трудиме одлуката да биде темелена на закон. Во овој случај проблематична е правниот ностав на донесување. Проблематичен е и процедурата за донесување. За тоа се произнесува многу видни стручњаци, но председателот ја донесе таа одлука, објавена е во службен весник и на што ќе личи нашата држава ако една одлука која е публикувана сега за која сите се сложивме дека нема процедура во која во редовна судска постапка или во постапка пред Уставен суд да се коригира. Самиот председател сигурно може да најде механизам едино во меѓународното право за да ја преиспита таа одлука, раководејќи се, како што вели во неговото образложение, дека се раководел од високи национални цели да направи помирување помеѓу македонскиот народ, така сега кога гледа дека има бурни реакции, веројатно пак не во правна процедура, туку во некоја друга процедура. Повторно ќе нагласам дека во ниедна постапка во нашиот правен систем не можете сам да се појавите пред суд и да барате да ве судат. Мора да има лице кое што ве тужи и вие да барате судење за вас. Мислам, секоја одлука што е во интерес... Може ли да има помилување без да е покрената кривична постапка? Во интерес на нив. Добро, мислам и дури дел од тие што рекоа не го прифаќаме помилувањето, повеќе од политичка мотивација го тоа, инаку да треба да се Мотивацијата е голема, господи Ристова, вие велите не го проценувате тоа како судија, меѓутоа погледнете што се случува на улиците, што значи тоа групно помилување на луѓе кои што требаше да ја вратат довербата во правната држава. Дека тоа значи, јас се согласувам со негативниот ефект. Може да ја слушнеме Јелза Накова за да видите граѓаните. Затоа што мислам дека тезите не ви држат. Не се работи за општа одлука за помилување. Одлуките се поединечни, точно се знае за кое лице. Се работи за поединечни актови. Не се работи за општ акт. Граѓанинот мора да го прифатам затоа што тоа е закон, мора да го прифатам затоа што тоа е правилник. Ова е одлука која ги засега лично правата на тој што денеска или на тие три обвинители од специјалното јавно обвинителство кои денеска се обратија и рекоа
Прво, господин председател, твоите советници се неструшни затоа што не се води никаква постапка против нас. Само една пријава. Господ знае колку пријави има, иđет ме мети како омбудсман, затоа што не успеал да помогне на некој граѓанин. Така да треба да се разликуват. И рековте една голема работа дека на што ќе личи нашата држава. Јас се прашувам на што личиме сега. Јелза Накова, дали е тука? Повеле. Би сакала уствари прво само да кажам дека според мене решението е само последица на господинот председател на веќе не постоењето на владењето, односно на правото. А инаку јас би сакала да прашам до кога ќе се применува селективно и право на коруптивност, пошто ние сме поприлично коруптивни по тоа прашање, и кога непотизмот ќе влие во правниот систем. Затоа што кај нас, да кажеме, претежно е и татко судија, ќерка нотар, зет адвокат. Значи, тоа е тоа што кај нас во секогаш како граѓанин не засега, конкретно. Од друга страна, ме интересира и дали и кога ќе се разбуди и ќе почне да се применува етичкиот и моралниот пристап во... До кого ви е прашањето? Па, сега, не знам кој е надлежен, али во принцип... Господја Милка Божина. Во право сте кога велите дека нашите граѓани масовно инсистираат на владење на правото и еднаквост на сите граѓани пред законот. Всушност со оваа одлука тоа се повредува. Се повредува еднаквоста на граѓаните пред законот. Значи некои граѓани со полесно кривично дело се најдат пред суд и одговараат, а друг дел, да речеме, кои се високо позиционирани во власта, што и да направат да не можат да одговарат. И заради тоа е до тој степен сензибилизирана македонската јавност, бидејќи се раководи од некое високо морално чувство дека законите во оваа земја не еднакво се применуваат напрема сите граѓани. Што се однесува до непотизмот, навистина на тоа прашање често пати сум одговарала. Прво, ние сме многу мала држава, сите сме на некој начин поврзани и не можете да најдете било каков однос, а при тоа да не најдете со некој да сте во некаква врска. Второ, обично, бидејќи деца спомнавте, обично децата при одбирот на својата професија го одбираат професијата на своите родители. И сега, ако едниот родител е во судот, другиот, ако студира право, мора да биде правник, да биде или правник во предпријатие, или адвокат, или нотар, или нешто друго. Мора да тоа има лошо влијание можеби во одјекот на јавноста, но тоа не значи ако родителот е судија и веќе неговото цело потомство не може да се бави со правна професија. Има механизми за да не влие сродството во текот на постапките пред судот. Да, би сакала да се надоврзам околу моралниот дискурс. Бидејќи цело време споменуваме тука морален кредибилитет, јас ќе појдам, првенствено треба да се појде од моралниот кредибилитет на оној кој што ги носи одлуките. Спомнуваме постојано одговорност и доверба. Принципот на одговорност и принципот на доверба, јас ќе ги ставам на ниво на вредности, кои што во едно нормално општество, нели цело време ние зборуваме како би требало да биде, како е кај нас. Јас за жал го ставам во редот на аномични општества, каде што демократијата е урнисана, поготово принципите на демократијата, но она што треба да почива демократијата, поаѓајќи од оној основен аспект, нели демосикратен владење на народот. Кај нас по низа основи не можеме да говориме за демократија во вистинска смисла на зборот. Велам, одговорност и довербата ги ставам на врвни принципи и вредности кои што секоја индивидуа, поготово кој станува збор за носители на јавни функции, треба да ги имаат
етаблирано и да бидат дел од нивниот вредносен дискурс. Кај нас, за жал, велам, овие принципи не само што не се почитуваат, туку се потполно маргинализирани. Затоа велам, она што го спомена и почитуваната, навистина ние не можеме да говориме за етички кодекс или за морални норми, поготово кај политичката елита, кај оние што се креатори на јавниот, кои што се креатори на јавното мнение, оние кои што во чии раце се носењето на одлуки. Јас, кога се донесе одлуката за аболиција, разговарав со моите студенти, поготово на часот по девијации. И знаете кој ми беше поставено прашањето, професорке? Дали денеска нормалното стана патолошко, патолошкото стана нормално? Извинете, ама така е. Дали ќе ми дозволите да одиме на темата на оно што се случува овие денови, што е еден белег на будење на граѓаните во повеќе градови, тоа се протестите. Кусо е еден многу битен момент, и овој пат граѓаните кои излегува на протести не беа поштедени од етикети, тие беа наречени хулигани. Значи, протестирам ги организираше протестите неколку дена вчера, кога не ги организираше, сепак одредена група излегоа, што за мене кажува за граѓанскиот порив, да се каже нешто против. Меѓутоа, и тоа предизвика контраефект. Нарекувањето хулигани, зборот хулигани се најде на маиците. Дали општеството се лекува од стравот од етикети, од ваш аспект, кое што досега го задушуваше правото да го изрази својот став? Теоријата на етикетирање е позната и призната во нашето општество, и тоа не само денес, со години. Значи, последниве години јас се велам се загуши тој граѓански отпор, а предрасудите, стереотипите и поготово етикетирањето е дел од нашиот секојдневно битисување, и навистина многу е лесно вие да бидете етикетирани, и поготово ако тоа се подхранува слободно, нека ме наречат хулиганка, ако протестирам за да има право и за да правдата навистина владее во нашето општество. Слободно нека ме наречат хулиганка, ако протестирам за да криминалот не стане нормална појава, а патолошкото да стане нормално. Слободно нека ми ја залепат етикетата на хулиганка, ако се залагам за демократија во вистинска смисла на зборот и за слобода и изразување на своето право, слобода да си го искажеш своето право и на глас и на се. Мислам дека токму кај нас и се владее со принципот на страф и со принципот на етикетирање. Да, ако излезете, вие сте соросоид, вие ако не сте за нас, веднаш сте против нас, да прекинеме еднаш со тоа. Во едно здраво демократско општество. Ќе се прекине тогаш кога нема да погодува, тогаш кога ќе се. Затоа велам дали излегува од тој етикетирањето за жал е дел од нашето секојдневие, јас тоа го споменав, и тоа пред се во негативна конотација, мислам дека сите ќе се сложиме. Веднаш се лепат етикети, што е специфично како социолошки феномен. Се лепат етикети на луѓе кои што излегле слободоумно и да си го изразат своето мислење, да излезат еден свој порив, еден свој став, дека не се согласуваат со нешто. Имаме пријави тука од Бајца, ако може еден по еден прашањата поставете ги. Ќе одговориме Кусо, доколку ви остане нешто во текот на Здраво, се викам Меритон Арслани, доаѓам од правниот факултет Јустинијан I. Имам едно прашање за народниот правобранител. Сакам да знам која беше вашата реакција во својство на народен правобранител и кои беа чекорите превземени од ваша страна за да ги осудите овие одлуки со кои вие велите председателот ги злоупотреби неговите овластувања и кои ќе бидат вашите следничаки? Може да го слушнеме уште едното прашање? Се викам Ресул Незири и моето прашање е кон вас насочена, као експерти по правото. Од тоа што знаеме дека 70%, значи од помилуваните, значи од измеѓу 56 аболицирани од страна на обвинителство, од председателот, значи не беа ни познати за јавноста. Доколку, пошто знаеме дека имаме јавно обвинителство, доколку јавното обвинителство ќе констатира дека информацијата за овие 70%, значи е добиена во пат на некој е прекршена некоја правна норма и ќе покрене некоја иницијатива, некоја процедура против председателот. Дали постои начин и председателот сам себе си да се абилицира?
Ќе ви дадам вас збор за ова прашање, меѓутоа вие сте прв бидејќи лично до вас беше првото прашање поставено. Видите, прво јас на почеток кажав дека многу оштро реагиравме со јавно соопштение по однос на одлуката на Уставниот суд. Затоа што таа одлука веќе отвори пат. Ние ја следевме како ќе се развијат настаните. Добивме едно мало охрабрување како институција, затоа што го кажувам ова општо, затоа што немавме предмет. Затоа што предметите кај нас се водат ако бара граѓанин и така натаму, а по однос на општите појави може Народниот правобранител да реагира. После тоа ја добивме изјавата на председателот на реакциите кон одлуката на Уставниот суд, ако се сеќавате. И тој искочи и кажа дека не му паѓа на памет, ни на разум, да помилува изборни силеджи, педофили и така на. Нас како институција најповеќе не интересира ранливите групи. Имам јас мое мислење по однос на таа одлука. И моето мислење како Иџет Мемети, како граѓани на ова држава, е дека таа е зрела за отпочнување постапка, за без разлика дали денеска има парламент. Република Македонија, ако има политичка волја во тоа собрание да се собират, може да се покрене барање за негова одговорност и многу лесно може да се заврши целата ова приказна. Понатака, кога и почнаа протестите, видите, има уште нешто позастрашувачко во процесите. Вие спомнавте протестите, вие спомнавте семени врски и така натаму. Видите кој стои на чело на протестите. Институциите на државата, за жал, поготово тие најповиканите да реагираат, како што е Комисијата за заштита од дискриминација, антикорупцијска, начело се на тие демонстрации. Значи, работите се отидени многу подалеку од тоа што вие кажувате. И се враќаме уште еднаш. Ние ги следевме протестите. И секако дека се дозволува правото на јавен протест на мирен начин, а од друга страна полицијата секако дека има своје овластувања и треба да постапува, ние цела ноќ, кога имаше проблеми, бевме со демонстрантите, отворивме постапка, ни се случи една многу интересна работа што јавноста треба да ја знае. Додека во вечерните часови, до 2 ноќе, можевме слободно да разговараме со лицата кои беа приведени. Најдовме, визуелно видовме дека се тепани, дека се имаат модринки и така натаму, двајца од нив. Од друга страна, кога закажевме за утредента да почнеме постапка, ни беа затворени вратите од полицијата. Уште едно многу ризична појава во Македонија. Полицијата веќе внатре има на наши и ваши. Јас сум реагирал и повеќе. За да завршам, ние ќе го следиме ова, ќе помогнеме на граѓаните да можат да ги остваруваат нивните права. Но немоćни сме како институција, освен општата реакција, да бараме председателот тоа да го направи. А по однос на кривичната одговорност, мислам дека не постои можност. Да, во однос на првим би сакала и да се вратам на тоа селективната правда што ја спомнавте. Видите, значи постојат повеќе причини зашто сме дојдени до оваа состојба во која што сме денеска. Една од нив е селективната правда и токму тоа чувство кај граѓаните дека законот на друг начин важи за едни, а на друг начин важи за други. И тоа не е проблем, значи само со кој што се среќаваме сега, тоа е проблем со кој сите општества се среќавале од секогаш. Но работата што не разликува е дека, значи сега сме 21 век и уште, значи се занимаваме со проблеми кои што биле интересни за времето на феудализмот и робовладетелството, кога тие поделби биле толку јасни и толку видливи. Во однос на таквата селективна правда, повторно е многу важно како токму тие државни институции реагираат и во однос на помилувањето, но и во однос на други проблеми. Например, го имавме проблемот со одбивањето на притвори. Знаете, тоа беше чист пример на селективна правда, бидејќи секогаш се дале притвори, на тие случаи не се дадела, па после тоа се покажа како некоја реформа во судството и како веќе не се даваат притвори што се давале попрво. И така, значи, сета таа селективна правда и сиот овој начин на злоупотреба на овие институции до таа мера
што да се видат сите тие точки од кои што на кои што граѓанинот нема можност да реагира направени на процедурален аспект. Значи тоа е јасна порака до граѓаните дека ова е начинот на власта на кој што сака да владее оваа гарнитура. И затоа е многу важно да се каже дека, например, ете и за кривичната пријава. Кривични пријави веќе се покренати против председателот и лицата кои што покренале и организациите кои што покренале такви пријави е Хелсиншкиот комитет и некои други организации. Тие имаат за цел само така морално да кажат дека еве ја кривичната пријава, овие закони се кршени и самите тие знаат дека ништо нема да произлезе од тоа, бидејќи таква е ситуацијата во која што имаме парализа на правниот поредок, буквална парализа на правниот поредок. Сега, значи, во тој однос може да се направи, значи може да се прави процедура, постапка на импичмент, па иако председателот има имунитет, тој не е имун на кривичните дела и тој еден ден може да одговара за тие кривични дела кога ќе биде обичен граѓанин како и другите. Така што нема правна неможност за било каква казнена одговорност во некоја сериозна држава. Работата е што целиот систем е ставен во една таква парализа, од која што единствениот излез се гледаат улиците и протестите и затоа е толкав голем тој ек и одзив кој што се гледа во протестите, бидејќи едноставно се сведуваме на тоа што сите други можности се запираат, на специјалното обвинителство како единствен орган кој што може да направи нешто, му се затвараат сите врати, истото важи за другите организации кои што работат со човековите права, така што само тоа останува како единствена прилика каде може да се искаже спротивставувањето на таквиот начин на владање кој е суштински недемократски. Добро, значи сега сме кај специјалното јавно обвинителство, институција за која што гласаше собранието едногласно, до кое што дојде по бројните забелешки околу независноста, да речеме, на судството во извештајот на Прибе. Велиме, јасно е одлуката на председател ги врца рацете на специјалното јавно обвинителство, оттаму најавија дека помилувањето не ги поштедува политичарите кои незаконски се стекнале со имот од конфискација и враќање на тие пари во буџетот. Како што сега стојат работите, кој е теренот на кој специјалното јавно обвинителство може да функционира? На два начина, односно и двете можности, и за личната, односно кривичната одговорност на лицето, треба да продолжи со работа секако, и по однос на останатиот дел, каде што ќе наоѓа на такви постапки во кои веќе имаш одлука за помилување и не може да постапиш кривично. Меѓутоа, замислете сега, има одлука за помилување, предпоставка дека тој, значи, бил виновен, тој сторил нешто, бил помилуван или било прекинато гонењето. Од друга страна, со таквата одлука, може да се почне друга постапка за конфискација на имотот. Затоа што овој како да ги не се до крај ни правно, ни политички, ни зрели овие одлуки на председателот размислени. Не може да рече помилуваниот јас сум невин. Тоа го велите? Тој не може да рече. Тој не може да рече јас сум невин. Дали е невин член Владо денеска академикот кажува. Дозволи согласно шеска, односно нисправна процедура, да се докаже таа работа. Овој не дозволува, воред тие што не прифаќаат, тие што не бараат повлекување. Да, нека си останат, меѓутоа кај другите опасноста е така. Не, и кај нив е опасно, и кај едните и кај другите е опасноста. Меѓутоа, овие што се осеќа дека се невини, имаш случаеви каде што обична пријава за обвинителките се пуштени, дека таа од медиумите што сум дознал, дека тие обвинителките при сослушување на потенцијалните обвинети лица, тие сметале дека лошо не прашува. Дали јас сум сторил некој... Значи, тие се многу смешни работи, ќе ни се смеат и младите генерации и така. Значи, постои можност, таа треба да продолжи со работа и за гонење, затоа што има еден куп други што не се гоните. Зошто не се поставува прашањето, зошто во албанскиот блок не се помилувани лицата кои за сериозни дела зборувам, не за овие 2-3 кои ги видовме.
И според мене, како граѓани, сметам дека и таму има политичка позадина. Нема овие да се помилуваат за да се плашат како ќе течат политичките текови процеси во Република Македонија. Селективна правда која што се наметнува, каде што постојат повеќе кратни стандарди за сите по еден стандард, зависно од тоа од кој слој сте, знаете. Господин Милка? Околу можноста за делување на специјалното јавно обвинителство. Одлука за помилување во оваа фаза, односно да се ослободи лицето од можност за кривично гонење, не значи дека лицето е виновно. Значи, виновноста единствено може во со закон утврдена постапка да се докажува. Што се однесува до помилувањето се однесува на кривичната постапка и за можноста да лицата не бидат казнети. Но во однос на споредните мерки, конфискацијата на имотот, може постапката да продолжи со тоа што, за да се изрече конфискацијата на имотот, мора пак да изведуваат докази, да се докажува вината, односно дали тој имот за кого е предложена мерката конфискација е предмет на противправно действие за кое лицето кое што го стекнало има вина. А како може тоа кога е помилувано тоа лице за тоа? Во друга постапка. Веса? Работата на специјалното јавно обвинителство никогаш не била лесна, нема да биде лесна, нема да се олесни, дополнително ќе се отежни и се отежува. Вие дури еднаш рековте дека тие треба да продолжат со работата и да ја игнорираат одлуката на Иванов. Така, јас уште сметам дека е така, бидејќи едноставно треба да се игнорира се што е на незаконски начин донесено како одлука. Мене навистина ми е жал дека се работи за толку висока институција, но сепак ако една висока институција покажува незрелост и незаконска работење и ако уште сакаме по правен начин да ги решаваме работите без сето тоа да се решава во улица, тогаш навистина другите институции мора да ја покажат зрелоста и одговорноста што самиот председател не ја покажува. И затоа јас уште стојам во тоа дека специјалното јавно обвинителство мора да продолжи со своите предмети, не само со конфискација, туку едноставно да продолжи понатаму, игнорирајќи ги овие, иако тоа лошо звучи, но сепак зборуваме за една граѓанска непослушност која ја гледаме на улиците. Јас мислам дека е суштински таа непослушност, институционална непослушност против незаконските работи, да ја гледаме и во институциите, ако сакаме институционално да ги решаваме работите. Ако не, ќе се подпираме само на граѓанската непослушност. Јас мислам, ако се искрени сите 4 партии кои што негативно се произнесоа по однос на помилувањето, ако 4 партии подпишат барање за отповикување на председателот, ќе нема никакви пречки, значи ако се тоа направи и да биде изгласано во собранието со двотретинско мнозинство и дури тогаш Уставниот суд пак има уставна надлежност со 2/3 од својот состав гласа за отповикување на функцијата председател на Републиката на актуелниот председател. Но за тоа е таа уставна процедура. Ние сите треба да се залагаме, независно од тоа колку правото се повредува, секогаш сите работи да ги гледаме во правна рамка. Специјалното обвинителство беше формирано со консензуална одлука на 4 носечки партии, за кои што се сметаше дека зад нив стои мнозинството на граѓаните на Македонија и се одлучи да се конституира таков орган, па гледате на какви се тешкоти наидува во својата работа, а тоа требаше да воспостави нови критериуми во кривично-правното гонење и да воспостави еднаквост на сите пред законот, односно неселективна правда на која со право професорката инсистира. Но кога сме веќе кај помилувањето, сакам, можеби ќе интересира јавноста, можете да замислите, се случува помилување дури и тогаш кога како судија водите постапка за тешко кривично дело, потрошите многу енергија и знаење и вашата пресуда ги помине
сите редовни вонредни правни лекови низ судската процедура и на крајот се случува тоа лице правосилно осудено да биде помилувано и никогаш вашиот труд едноставно да биде невалоризиран, што вели професорката. Многу е оспоруван овој институт, не само кај нас, оспорување и воопшто во правната теорија така, дали треба да постои или не, и заради тоа што создава тоа чувство дека некој е помилуван, во конкретниот случај и лицата што се помилувани, кај граѓаните се предизвикува револт, меѓутоа тоа е неправнички институт. Тоа е милост и извира уште од она кралска царска милост што се дава. Но мора да се внимава кога, во какви услови и што треба да постигне. Госпоѓа Ариф и во една... Само да довршам на тоа, бидејќи јасно е дека извира од таа царска милост, такна милост и сето тоа, но да се разликува од таквото помилување кој што било претходно во правниот поредок, токму образложението го разликува, бидејќи председателот при помилување како поединечен акт во едно долго образложение треба да кажува кои се основите на помилување на таквото лице, за да не се доаѓа до таква ситуација за која што зборува госпоѓата судика, бидејќи навистина тоа не е инструмент на самоволие на шефот на држава, туку е инструмент на правдата и понекогаш и може да се оправдува, но само доколку тоа се случува во навистина законски начин. А да не кажуваме дека ваквите 41 одлука немаат ни образложение. Само председателот знае зошто биле помилувани. Иако не сум правник, во контекст на специјалното јавно обвинителство, таа социолошка димензија после долго време се врати до вербата. Значи, јас како дел од таа, да речеме, научна елита, размена на мислење со моите колеги и со студентите, со самото формирање и со постапките кои што ги почнаа, се врати до вербата во судството, се врати до вербата дека сепак правдата ќе завладе. И тоа е многу битен момент. Не знам дали значи, се гледа како едни морални икони и во правни икони. Сега може би повеќе надежда, професорка, отколку до надежда. Следното нешто што ми беше дека сепак ние зошто и луѓето се охрабрија, се осилија на некој начин да излезат, го почувствува тој момент на слобода и моментот на доверба дека сепак има институции. Бидејќи беше навистина изгубена довербата, велам дерогирани беа институциите на системот. Се врати таа доверба дека сепак има некој кој што ќе ги постави, сите работи на свое место. И затоа велам, никој од нас не може да биде нем сведок на овие случувања, на овие времења, невремења, но специјалното јавно обвинителство нас ни ја врати, и го говорам како обичен граѓанин, вербата дека сепак оној кој што сторил кривично дело ќе биде соодветно санкциониран. Му должиме збор на Амир Камили. Здраво, се викам Амир Камили, студент на криминалистика во Тетовскиот универзитет. Моje прашање е дали е можно веќе донесената одлука за помилување во иднина со нов состав на влада, истите случаи да се вратат. Фала напред. Да се вратат во судска процедура истите случаи доколку? Не. Јас си пред малку кажав дека прво што испитуваат судиите кога ќе добијат обвинение, дали лицето и дејствието за кое што тој е обвинет, дали не е опфатено со акт на амнестија и помилување. Со тој чин, со овие конкретни одлуки што сега ги донел председателот на Републиката за тие конкретни лица, натаму не е можно за истото дејствие и за истото кривично дело да се поведе нова постапка, независно од поинаквиот состав на владата. Тоа се две различни работи. И само да додадам, бидејќи останав должна на тоа одговорот на прашањето дали може самиот себе си да се помилува. Јас се плашам дека и такво нешто ќе видиме, бидејќи законот за помилување тоа изречно не го забранува. Што не е така што може и тоа да го видиме. Студент на Универзитетот на Југоисточна Европа. Имам две прашања. Дали со помилувањето на
председателот на Републиката значи пропадна дел од договорот на Пржино, бидејќи помилуваните луѓе кои што се цел на специјалното јавно обвинителство и дали специјалното јавно обвинителство би била успешна во нивните акции ако не се значи се креира некој специјален суд, додека сме свесни во ова што се случува да ви одговори, бидејќи нема да имаме време цел круг да го поминеме, уште многу кусо време имаме од емисијата. До кого е прашањето? Кој би сакал да некој одговор? Ајде, повелете. Како рекавте, уште еднаш, многу брзо. Значи, дали со помилување на председателот пропадна дел од Не, вака. И дали треба специјален... Да има специјален суд, бидејќи знаеме до сега што се случи со овие судовите што ги имаме. Видете, се работи за две многу битни прашања кои очекував дека професорката малце повеќе, че едно е правната процедура, друго е тоа етичното. Колку ме мети црвенува пред тоа што го направил. Кај нас проблем имаме со правните процедури, а да не зборуваме со тоа другото. Навикнавме на неетичност, на селективност и така натаму и така натаму. Сепак ова се работи за прашање кое, ако ја се прашува, немаме друго решение како општество без проведување на договорот од Пржино. Немаме друго, како беа развиени настаните, немаме друго решение освен формирање на некоја друга, да седнат сите партии, одговорно како омбудсман го кажува, да седнат сите партии, да состават нова влада, која ќе спроведе избори мирни, без вакви протести и така натаму. Барањата на граѓаните се експертска влада. Повиците од меѓународната заедница веќе дојдоа да седнат, но нема такви најави. Зошто ова го верувам? Го велам затоа што може да одиме уште во полоши сценарија. Ако претпоставка ако се случува, така и ти беше прашањето малце политички. Што ако се случуваат избори на 5? Ќе одат две партии или една партија? Што е смислата на изборите? После тоа да се седне, да се разговара, ти победи, тој победи, да се состави влада, да се признае таа влада. Ние имаме најави дека таа влада нема се признае од Европска унија, а да не зборуваме за во Македонија. Ако тоа се случи на 6-ти, никој никому ништо да не признае, ние влегуваме во тотална анархија во Република Македонија. Затоа единствено е спроведување на тој договор, нека седнат. Јас денеска читав дека ги повикале во Виена и можеби ќе има нешто Виенски договор. Апропо Пржински. Јас сакам да нагласам дека Пржинскиот договор е исто така донесен со консензус, но тој веќе не е само договор, туки беше донесен дополнително протокол, па претрпеа одредени закони промени, така да со актот на помилување на толкав голем број на луѓе, Пржинскиот договор во многу е доведен во прашање. Исто така и со одлуките на владата да се поништат одлуките на двете министерства кои што се водени од опозицијата исто така, но се надеваме дека ќе се изнајдат начини процесите да се повторно вратат во правни рамки, бидејќи владењето на правото е најважната работа во вакви мали заедници, каде што имаме плурализам на разни интереси, сите заедно што живееме, да живееме во ред и законитост. Да. Уште 2 минути имаме од емисијата. Многу ми е битно, професор, ке вас да ве прашам, каков и колку долг ќе биде патот на вистинското помирување? Кога граѓаните ќе застанат заедно на една страна, на страната на нивниот заеднички интерес? Дека граѓаните веќе застануваат на заедничкиот интерес. Оно што сега ни се случува, тоа е едно заедништво без оглед на се прифаќа етнички, религиски, културно, политички другиот. Ова е веќе едно повисок граѓански протест во контекст тоа е протестите, меѓутоа обединување на граѓаните за сопствениот интерес, бидејќи сега имавме нели и она што условно се нарекува контрапротест, па се даваат секако време, бидејќи граѓаните кои што кажав ја изгубија вербата, од друга страна моралниот она што спомена и почитуваниот правобранител дека моралниот кредибилитет кај оние поготово кај политичката елита апсолутно е урнисан и ние немаме доверба. Знаете како за да судите и за да вие почувствувате грижа на совест, треба да имате таа совест. А искрено, можеби прегрубо ќе звучи да се помилуваат убици на деца, да се помилуваат такви криминали, не знам која мера има морален кредибилитет, има морална совест. Пржино во моментот мене ми личи да живее кралот е мртов.
Мислам дека треба многу повеќе да се направи во тој Господи контекст. Арифи, денеска беше доста споделувана вашата колумна "Протестирам", особено почетокот и цитатот на Данте Алигиери кој гласи: Да, во време на морална криза, значи постои посебно место Место. во пеколот за тие кои што ја задржаа Неутралност. својата неутралност во време на морална криза. Поголема морална криза од ова нема и затоа секој од нас, значи како граѓанин, но и секоја од институциите кои што се уште, да кажам, живи или се трудат да преживеат во ова општество, мора да ја покажат својата страна, бидејќи тука веќе нема компромис и на бидејќи вистина треба да се легитимитетот на политичарите произлегува од граѓаните. Таа извор на граѓанска сила треба да граѓаните да бидат свесни за неа. Значи вечерва се најавуваат протести во Скопје, Битола, Струмица, Велес, Команово и Штип. За од утре се најавено дека на протестите ќе се приклучи и Прилеп, од четврток Гостивар. Меѓувреме како што стојат датумите, завршуваме. Јас многу се извинувам, ќе имаме и друга прилика. Избирачкиот список треба да биде објавен на 25 април, на 16 мај да почне изборната кампања. Значи не можеме ништо да тврдиме, следува една навистина бурна недела на изразување на граѓанскиот став. 25 е следниот понеделник кога е следната емисија, кога ќе видиме што ќе каже Државната изборна комисија околу избирачкиот список, а во меѓувреме се разбере и се она што ќе се случува до тогаш. Многу ви благодарам вечерва за учеството и вам, почитувани граѓани, навистина бевте активни. Жал ми е што немавме повеќе време за уште повеќе прашања. Почитувани гледачи, довидување до понеделник.